10 минути интензивен дожд во Скопје е доволен за целосно поплавување на канализационата и атмосферска мрежа на градот. Сечењето на зеленилото и градежната експанзија ги натера граѓаните да станат инспектори за урбанизам, кои будно ги следат плановите на општините. Силеџи. Силеџинство, ништо друго. Аеродром центар Карпош веќе се претворија во населби со двојно повеќе жители од капацитетите, зошто нема одлучност кај градоначалниците за крај на градежната експанзија воведена со амин од претходниците. Имате притисоци, сакате да кажете? Не би кажал детали. Има ли излез? Уставниот суд го укина деталниот урбанистички план Z06 на општина Карпош. Планот е во населбата Тавталиџе, за кој локалното население жестоко реагира подолго време. Од зелени катчиња се претвораат во висококатници. Одлуката на Уставниот суд е укинувачка, а не поништувачка. Тоа значи дека општината веќе не смее да издава нови градежни дозволи додека не го измени планот. Одлуката не ги опфаќа веќе изградените бетонски зданија, кои додека судот одлучуваше, веќе никнаа во Карпош. Токму поради ова граѓанските активисти бараат брза реакција од Уставниот суд за уште 3 други иницијативи за детални урбанистички планови во Карпош, кои според нив се закана за животната средина во општината. Правда пред Уставен се бара поради сомнеж за незаконско носење на плановите во општината во време на претходниот градоначалник Стефчо Јакимовски, вели активистката Невена Георгиевска. Ја снимавме на булеварот Илинден, каде се случува градежна окупација. За 04 овој урбанистички план е даден на Уставен суд заради тоа што се сомневавме дека не е запазена процедурата на негово донесување и донесено е решение од Уставен суд да се поведе таква постапка. Освен овој детален урбанистички план и за 05 делот од Карпош 3 и за 19 тој е во влае. Ги следевме последните 3 години што се случуваше во општината Карпош, како се носеа тие детални урбанистички планови, бев сигурна дека сигурно има пропусти и дека со новата власт, самата власт така ветуваше пред изборите дека ќе се направи ревизија на сите детални урбанистички планови и дека на некој начин ќе се стопира ова лудило што се случува во Карпош, градењето, значи според нас неплански и на брзина. Во постојниот сообраќаен урбанистички хаос, Георгиевска вели дека уште една цела населба на булеварот Илинден би била премногу за нормално живење. Не знам, ја едноставно би требало да се иселам од Карпош, затоа зашто и сега веќе не се живее. Значи имаме неподнослива бука од сообраќајот. Градинките се пренатрупани, се чека година дена за запишување на дете. Доколку овде би имал улица, не знам, вајде наместо пола сат до работа ќе треба 45 минути, 50, да идеме само до следната раскрсница. Кога би се правила ревизија на сите овие дупави, да се проверат сите бројки, ќе излезат многу нерегуларности. Поднесовме и барање до општина Карпош сама да донесе мораториум. Освен дупот за Тавталиџе, за кој веќе има одлука, судот ги разгледува и другите иницијативи, но нема рокови до кога треба да се изјасни. Од друга страна, инвеститорите на терен итаат да ги комплетираат бетонските зданија. За ова свесен и градоначалникот Стефан Бокоев, кој вели дека проблемот е наследен, но за идните чекори ќе почека на одлуките од Уставен. Дури и да се прогласат за незаконски доповите, дилема е како ќе се усогласуваат плановите, зашто градоначалникот бара и правен совет. Веднаш што донесе Уставен суд, доколку нема правна поука што тоа значи за општината и што треба да превземе следни чекори, да бараме правно толкување веднаш од Уставен суд. Во ред донесовте таква и таква одлука, што тоа значи, што треба да правиме со постојните, што треба да правиме со идните, што треба да правиме со планот. Треба да правиме нов, треба да правиме измена и дополна. Овој важи до тогаш, не важи до тогаш, се издаваат одобренија, не се издаваат, така да верувам дека и во одлуката ќе има целосно правно толкување, односно правни насоки што треба да правиме, ако нема ќе ги побараме итно да ги добиеме. Она што јас сакам да им го порачам на граѓаните, битката почна и битката ќе трае. Пак ќе кажам, ако се лажеме дека одеднаш се ќе запре и одеднаш добро ќе живееме, се лажеме. Но Богоев индиректно начнува и друг проблем. Ако на нив им пречат одредени градби, и тоа е проблемот зошто се бунтуваат и зошто се бунат или сметаат дека тоа предизвикува во загадувањето и промена на микроклимата, може да замислат дека јас покрај истите аргументи кои што ги споделувам со нив, дополнително се борам и со правни пречки
да не кажам и други формални и неформални препреки, меѓутоа еве, јас сум влегол во таа борба и со нивна поддршка, ќе биде долготрајна, ќе биде лоша, на моменти ќе се караме и меѓу себе, но ве убедувам дека на крај ќе има позитивен исход за сите. Имате притисоци за да покажете? Не би кажал детали. Богој ветува дека за следните детални урбанистички планови што ќе се носат, граѓаните целосно ќе учествуваат во одлучувањето, но кај она што веќе е изградено на проблематично тло, нема простор за интервенции. Бетонизацијата не е закана само за Карпош, иако е една од општините каде најмногу се гради. За 10 години во Карпош се изградени 3950 станови. Општина Центар добила 3627 станови, а општина Аеродром е рекордер со 5615 нови домови изградени за 10 години. Дури и во просек по 20 да живеат во секој нов стан, тоа значи дека овие општини за 10 години добиле станари во број како Целоберово, Делчево, Македонска Каменица и Пехчево, заедно да се доселиле во овие општини во Скопје. Бројките се објаснување зошто звуците од градежната механизација се секојдневие и за жителите на Аеродром, додека помладите се преокупирани со обврските, повозрасните под будно око го следат секој шум во населбата. Ова е нашата, така? Да, ова е нашата, ама... Крај Септем близу. Па толку колку на 4 метра е до зграда. Ова е населбата Острова, за која граѓаните велат дека и се подготвува замена со градби на секое можно зеленило. Петинек со ова нова формирана улица што ќе проваѓа овдека. Еве ги овие згради овдека се што почнаа да прават таму. Овдека ќе има друга, пред нашава има уште една и таму позади кај мостот има уште една зграда. Ова е ново формираниот пат. Ова све треба детско игралиште ќе го рушат, овие дрва све ќе ги рушат овдека, за да го истераат патот овдека и тој пат ќе оди натак. Силеџи. Силеџиство, ништо друго. Додека жителите анализираат, на неколку метри од нив веќе се гради. Инвеститорите одат по зацртаниот пат, а граѓаните велат дека тропаат на затворени врати во општината. Ама мислам што е почнато тоа, тешко нешто да успеем. Но Острово не е единствената локација каде се планирани нови згради. Парцелата кај Мајчин дом, просторот кај Тобако 2, кој екс-градоначалникот Ивица Коневски го чинеа пораст на изборите, продолжуваат да се реализираат и во време на новиот градоначалник Златко Марин. Годината е 2018 и на власт тука е градоначалникот Златко Марин, а не како до пред некоја година Ивица Коневски. За жал, пейсажот е ист како во времето на Ивица Коневски и може да се види прашина на сите страни и нови згради како никнуваат како печурки. Значи, допред речиси 3 месеци на ова место имаше парк со детски игралишки и со многу дрвја, кои што беа пресечени за да се изгради оваа зграда. Градоначалникот вели дека тоа е по вина на поранешниот градоначалник Ивица Коневски, бидејќи тој дал одобрение за градба. Ивица Коневски дека тоа е поради претходниот градоначалник и ако одиме така наназад може и Тито да ја дал одобрението. Манојловска вели дека нема соборци што би ја поддржале во битката за спас на зеленилото во општина Аеродром, но нема слух ниту од општината. Пред 2 месеца емисијата Проверено објави дека за зградата кај Тобако 2 изведуваче фирмата Специјал градба, чиј управител е Кочо Стојчевски, раководител на секторот за локален економски развој на општина Центар, познати како нарачител на инспекцијскиот надзор на зградата на ВМРО ДПМНЕ. На тоа градоначалникот одговори дека не го интересира и нема надлежност да проверува кој гради. Златко Марин, кој кампањата ја темелеше на критика на спорните допови на претходникот Коневски, сега со молк ги следи граѓанските реакции, иако камиони на градежните компании го окупираат Аеродром. Профитот стана најважното нешто кај луѓе во себе. Војнина ви гарантирам дека квалитетот на живот ќе биде приоритет, а не профитот на инвеститорите. За 360 степени вели дека ставот не е променет, туку дека и тој, како и другите градоначалници, нема право да интервенира на веќе донесени дупови. Според правилникот што е од 2015 година, право на бришење на маркици ние немаме. Дали знаете дека токму овие детални урбанистички планови го чинеа пораз претходниот градоначалник на локалните избори? Токму затоа во иднина нема да ги правиме ние под теркот како што ги правил претходникот. И по 8 месеци од промената на власта во Аеродром, ревизијата на она што е направено претходно не е готова. Од ревизијата ќе излеземе официјално со соопштение дали сме нашле неправилности во носењето на тие детални урбанистички планови. Во моментот еден план и 10 е даден на Уставен суд и соработуваме со Уставниот суд околу целата потребна документација што ни ја бараат од нас.
Меѓутоа тој не е ставен во сила, се уште е активен до неговата конечна одлука. Зошто до сега ја немате изготвено ревизијата? Па ја работиме на едноставна работа. За разлика од аеродром, локалната власт во општина Центар од март има прогласено мораториум на сите детални урбанистички планови. Забраната за градење во Центар ќе трае до септември, а административците ја чешлаат планската документација до детали. Речи си и да нема план кој не е проблематичен. Да почнам од јавниот простор, не се третирал никако. Друга една работа која никако не е третирана е квалитетот на живот, односно хуманите услови за живење. И ве како би требало планираната состојба да изгледа, каква е постојната, каква е планираната во 3D. И ве ги анализите на сенки. Зошто ја правиме анализата? Зеленило нема ни да вире ако не допре сончев зрак. Сите овие планови кои се во некоја фаза на донесување, кои не се донесени, ние сега ги унапредуваме, односно постои една стручна комисија која има утврдена методологија за квалитативна евалуација. По сите тие чекори се прават забелешки и извештаи кои му се доставуваат на планерот, односно на планерската куќа, за да ги имплементира во планот. До последно се внимава сите забелешки да бидат имплементирани во планот, за да планот кој ќе дојде на јавна расправа им биде доволно јасен на граѓаните. Но паралелно со ревизиите, од општината велат дека одлучуваат и за уривање секаде каде што има законска основа. Така паднаа споменикот на ќосето пред судовите и неколку бараки во Центар, но не и спорната тераса на партиската зграда на ВМРО ДПМН. Градоначалникот Саша Богдановиќ вели дека партиското седиште е доказен материјал во истрага и мора да се почека судската завршница, но за уривање на незаконските градби нема дилема. Дали тоа значи дека онаму каде што е веќе изградено, а сепак не била испочитувана процедурата, дека ќе се легализира тоа, бидејќи е доцна да се интервенира или ќе има рушење? Не, таму каде што имаме решение донесено за рушење, таму постапуваме, веќе имаме неколку објекти постапено, сега сме во фаза бидејќи не можеме да постигнеме, има навистина доста наследени проблеми во тој дел. Веќе сме во фаза беше расчистувањето на Урбан парк, потоа следи расчистување на дивите тераси кои што навистина е сериозен проблем во општина Центар веќе подолго време. Ние имавме неколку реакции за Беко, конкретно тука станува збор за приватна сопственост и ние не можеме да реагираме на волјата на самиот сопственик, дали сака да го отстрани или не знам, да прави некоја реконструкција или било што со тој објект, така да тоа е негово право, ние само реагираме и постапуваме, изрекуваме и мерки и глоби во случај да имаме проблеми. Имаме веќе постапено неколку пати. На другата страна на вагата е финансискиот интереси на општините. Оти големи приливи во општинските каси влегуваат врз основа на комуналии и државата гледа свој интерес во тоа градежната механизација да биде активна, бидејќи тоа директно се одразува на економскиот раст. Квалитетот на животот на граѓаните се уште не добива видно место во пресметките.